Се повеќе малолетници креираат своји профили на социјалните мрежи, иако начелно не е дозволено лице под 18 години да се поврзе на Facebook или Instagram, децата пишуваат лажни години и влегуваат во еден виртуелен свет несвесни за опасностите кои ги демнат. Како што смета наставникот по информатика Борислав Јоргачиевски, спријателувањето со непознати лица и откривањето на премногу лични податоци се најчестите грешки кои ги прават. Во принцип, ние како училиште и како просветни работници и како дел од наставата, значи имаме правилно користење на интернет, етика при користење на интернет и правила за користење на компјутер. Во сите тие случаеви се истакнува, значи, дека не треба да се комуницира со непознати, бидејќи често се случува да бидат децата злоупотребени од другата страна, бидејќи не знаеме кој стои на компјутерот од другата страна. Исто така, Фејсбукот како најголем моментално медиум, младите не се свесни дека тој е всушност најголем медиум. Значи, интернетот е поголем медиум од телевизијата, бидејќи е распространет насекаде. Значи, тоа може секој да го види, секој да го прочита, без конкретно да размислат што како, они пишуваат се што мислат и тоа се одразува секако на нивниот живот, па некој ќе им замери, дали е тоа другарче, дали ќе сгрешат нешто што напишале или слично. Значи, тука малку треба да се поработи со учениците и со младите, да некако успеат да сватат дека се што ќе напишат на Facebook е исто како да го кажале тоа на телевизија. Младите речиси стануваат обседнати од новата технологија и нивните вообичаени разговори се сведуваат исклучиво на случки од социјалните мрежи и играњето онлайн игри. Со зголемување на комерцијализацијата на интернетот, значи не се бираат средства од големите компании кои што го исполнуваат тој интернет или тој најголем всушност медиум и се злоупотребуваат. Младите се навлекуваат на разни игри, на не знам, онлайн игри кои што од другата страна имаат некои луѓе од целиот свет, не знаеме кои се тие, какви се тие, буквално, и сето тоа што го применуваат во игрите, кои што добар дел од нив се насилни игри. Во најголем дел од нив има користење на оружје. Значи, разговорите не се од секојдневниот живот, него нивните разговори се сведуваат на игрите, кога ќе одат дома, што ќе играат, колку чипови некои си таму купиле и слично. Модерната технологија е создадена за да се исползува на позитивен начин, но за жал представува и меч со две острици. Ние како училиште, како просветни работници сме тука да им укажеме на учениците за позитивните страни кои што ги има примената на компјутерот и интернетот во образованието на учениците. Меѓутоа, секако дека тоа е еден меч со две острици, има и позитивна и негативна страна. Позитивните страни на примената на интернет технологијата во училиштето, нели надвор, кога ќе дојдат дома, нели учениците, е тоа што можат да им се достапни многу информации, многу образовни портали, образовни игри, преку кои што учениците можат да го надоградат или надополнат она што го стекнале во училиштето. Она што е негативно од примената на интернет технологијата кај учениците, кај нашите деца, е тоа што од малечки нозе прво учениците, нашите деца се запознаваат преку гледање на телевизија, односно гледање на цртани филмови. Па имаме бројни студии покажуваат дека прво ученикот, односно детето, го зема јазикот на кој што го гледа цртаниот филм како сопствен јазик, а не мајчиниот јазик. И понатаму тоа може да се рефлектира во текот на образовниот процес и во комуникацијата со другарчињата.
Неконтролираното користење на компјутери и смартфони уште од најрана возраст води кон осиромашување на усменото и писмено изразување на децата, смета помошник директор на Основното училиште Братство Миѓени и оделенска наставничка Даниела Апостоловска. Фондот на зборови со кој што учениците располагаат е посиромашен за разлика од минатите генерации. Во минатото комуникацијата, знаеме, сите се сведуваше на комуникација лична со другарчињата, а денеска нашите ученици многу често, односно секојдневно комуницираат по Вибер групи, Фейсбук групи, комуницираат на најразлични четови. Ги знаеме еден куп апликации кои што ги имаат, во кои што си разменуваат идеи, а неретко настануваат и кавги кои што ние, например, наставниците тука сме да им укажеме дека комуникацијата треба да се сведе на лична комуникација, многу помалку користење на ваквите интернет комуникации, со што се осиромашува говорот, развивањето на збогатувањето на фондот на зборови. Едно е кога разговараш, а друго е кога пишуваш. Напишаното може да биде двосмислено сватено, за разлика од тет-а-тет разговорот со другарчињата. Секојдневното користење на интернет во трајање повеќе од 5 часа дневно веќе се категоризира како зависност. Затоа Апостоловска апелира до родителите да ги контролираат своите деца колку време поминуваат со модерните уреди, но најмногу од се да контролираат какви содржини гледаат и споделуваат јавно.